Добар ден. Советот за образование и наука на Социјалдемократскиот сојуз во новиот состав засилено работи на анализи на состојбите во сите сегменти на образовниот систем кај нас. Од тоа произлегуваат многу решенија кои ние редовно ќе ги соопштуваме на јавноста со цел да предизвикаме пошироки дебати. Констатираме дека ситуацијата во образованието генерално кај нас никогаш не била поалармантна од денес. Тоа доживува тектонски потреси, за кое би рекле дека го скренуваат од патеката на едно здраворазумско, дури нормално, препознатливо и зошто да не европско образование. Серијата на проблеми е огромна. За денешниот прес ќе одвојам само неколку теми за кои мислиме како Совет дека се актуелни. Најпрво ќе почнам со популарно нареченото екстерно тестирање или екстерна проверка на знаењата на учениците. Но оваа тема е многу пишувано и разговарано, укажувано со најдобра намера да се врати овој процес во некаков колосек. Но, може би докрај не е јасно кажано дека покрај тоа што овој процес самиот не е истестиран, неуко спроведуван, дури би рекли осветнички спрема наставниците, со нејасно поставени цели, тој и го крши Законот за средно образование. Да ви објаснам. Имено, оние кои ја воведуваат математиката како задолжителен предмет во државната матура, никако не можат точно да се снајдат со пресметување на просекот на учениците после воведувањето на нивните оценки од екстерното оценување. Значи, ученици, поради банална логичка грешка, која се преточува во математичка, тие работат по погрешна формула. Заклучокот е, учениците имаат неточно пресметан просек во нивните свидетелства и најчесто тој просек е намален. Само оној граничен случај каде учениците имаат 5.0 од завршниот успех и 5.0 од екстерното тестирање има точно заведен просек. Сите други имаат неточен и најчесто намален просек. Уште полошо, во свидетелствата на учениците фигурираат и се запишуваат единици, недоволен еден, кои ги добиле на екстерното тестирање. Таквите свидетелства се неважечки. По член 45 од Законот за средно образование, оценката единица е непреодна оценка. Автоматски таквите свидетелства не важат. Има голем проблем, кај голем број на ученици кои сакаат да го продолжат своето образование некаде надвор, не им се носифицираат свидетелствата. Имаме жестоки реакции за тоа. Но во голем проблем ќе се најдат и нашите универзитети кои ќе треба да запишуваат такви ученици со такви свидетелства, бидејќи во тој случај ако ги запишат, тие ќе направат престапи и ќе го прекршат законот. Поради тоа, СДСМ бара поништување на невалидните свидетелства и издавање подхитно во истиот момент на нови. Се разбира, трошокот да падне на Министерството за образование и наука, кое упорно спроведува проект во спротивност со законот. Доколку владата не го спречи ваквото кршење на законот и продолжи со издавање на невалидни свидетелства, ќе бараме одговорност пред се на ресорниот министер, но и на сите оние кои учествуваат во овој процес свесно кршејќи го законот. Нашето барање продолжува и се однесува и на прекинување, односно незапочнување со екстерно тестирање на учениците од 4-тите години од средните училишта, како и на учениците во завршните години од средните училишта, чие што екстерно тестирање е најавено во почетокот на второто полугодие. Прво, не може да се добие полноправна оценка на половина материјал. Второ, и уште поважно, матурантите оваа година им е напорна, треба да се определат за своите идни професии, треба да се концентрираат на подобрување на својот успех и треба да се концентрираат на спремање за државната матура, која што гледаме деновиве ги изненадува со воведување на нови и нови предмети.
Конечно, СДСМ, кога ги објавуваше мерките, многу јасно кажа дека ваквото екстерно тестирање ќе го укине заедно со сите оние законски одредби, казнени законски одредби. Денес би нафрлил уште две теми кои што се во Советот многу разработувани и за кои понатаму ќе истапиме со посебни пресконференции, но поради актуелноста би ги споменала накусо денес. Се работи за срушената или загрозената автономија на нашите универзитети, но не само автономијата на институциите универзитетски, туку и на срушената автономија на професорската професија. Тоа најповеќе се случи со оној скандалозен закон, кој се сеќавате во 2008 година, група професори го обжали пред Уставниот суд, но и со секое наредно изменување и дополнување. Тоа зададе конечен удар на целиот наставно-научен кадар, опадна квалитетот, створи простор за самоволие, се институционализираше, впрочем, самоволието на поединци на универзитетите и конечниот цех го плаќаат оштетените студенти. Во тој смисол, размислуваме за поголем степен на децентрализација на високообразовните институции, иако се тие интегрирани. Втора мерка која што ја разработуваме е друг концепт на финансирање, подруг, поинаков, покомплексен концепт на финансирање на институциите, кој нема се темели само на бројот на запишани студенти, туку ќе опфаќа така наречен целокупен едукативен сервис кој го дава институцијата на студентот. Исто така, подлупани се начините на финансирање на науката и издаваштвото, за кои сметаме дека треба да се вратат во рамки на самите институции. И трета работа, која сакам да ви ја споменам, е подобрување на студентскиот стандард, кој е со години многу лош. Многу скоро ќе излеземе со низа од мерки кои верувам ќе бидат поздравени од секој студент и родител. Мерките ќе одат во насока на создавање на услови, нормални услови за студирање, престижни, дури би рекла пријатни услови, кои едновремено ќе го растеретат домашниот буџет на студентите, поготово на оние кои не студираат во градот каде што живеат. Во тој контекст, нужно ни е да реорганизираме, да ја зајакнеме улогата на студентските организации, кои никогаш повеќе нема да смеат да станат приврзок ниту на било која власт, дури ни на универзитетската власт. Ви благодарам.